Да, добро вечер. Знам дека очекувате да започнам со тоа што ќе се развикам, да има еуфорија, да биде волшебно и спектакуларно, ама вечерва нема да биде така. Вечерва не може да биде така. Вечерва не се чувствувам ни волшебно, ни магично, ни спектакуларно, а најмалку еуфорично. Вечерва сум тажен, вечерва сум разочаран, вечерва сум потиштен, вечерва сум изреволтиран. Вечерва дефинитивно не е моја вечер. Ќе прашате зошто? И ќе ви кажам зошто. Почитувани гледачи, сабајле станав, гледам надвор сонце, прекрасен ден, па зедов си направив кафе, си седнав, добро расположение, се од убаво по убаво, ама така беше се додека не го пуштив телевизорот. Пуштам на еден канал, вртам на друг канал, па на трет и секаде го гледам истото. Гледам и не можам да се изначудам. Кейт и Вилијам прават свадба, мене не ме поканиле. Знаете ли колку тешко ми падна? А ми ветија дека ќе ме поканат, дека ќе бидам дел од почесните гости, дека без мене нема шанси да помине церемонијата. А сега? Ама добро. Како не ме поканија, тоа не значи дека јас нема да дознам некои работи. Да. Кейт, Вилијам, подгответе се за моментот кога ќе бидат откриени најтемните детали околу венчавката. Штивани гледачи, знаете ли колку пари потроши оваа кралска пералница на пари за само еден ден и за само една венчавка? Повеќе од 30 милиони фунти. Да, добро слушнавте. 30 милиони фунти. А знаете ли колку само споменици може да се направат со овие пари? Колку триумфални порти, колку лавови. Ама не, тие мислат само за себе и својот гламур. Народот нема леп да јаде, а тие ќе ми трошат милиони за некаква си таму свадба. Срамота. Срамота. Да, почитувани гледачи. Како што гледате, навистина многу ме погоди тоа што не ме поканет, а и тоа што Вилијам и фамилијата се расфрлаат со наромните пари. Ама ништо од ова не ме погоди толку, колку тоа што денес целата планета беше преокупирана со оваа венчавка. Најголемите светски телевизии вршеа директен пренос, сите вести започнуваат со оваа вест, цел свет зборува за оваа венчавка. А свеченото пуштање во потреба на кантите по скопските дворови? За џабе ли Коци и Зоран Ставрески одеа од двор во двор? И уште поважно, а предвремените избори? А Бранко? А Никола? За нив никој. А многу добро знаеме дека целата иднина на оваа планета зависи од нив. Што? Светот не се врти околу Бранко и Никола? Нема шанси. Невозможно. Така вели само затоа што им љубомориш. Без нема врска, без зборувај што сакаш. Знаете што, драги мои Бранко и Никола? Иш да не се секирате. Дури и цел свет да ве заборави, дури и на никој да не мој гајле за вас, дури и да не сте центар на светот. Јас секогаш ќе бидам тука за вас и никогаш нема да ве напуштам. Што? Ексклузивни снимки од приватната забава на Кейт и Вилијам. Бранко и Никола, извинете, ама јас ќе морам да ве напуштам, одам да ги видам снимките.